Нов апарат за анестезија доби Велешката болница во Велес. Истиот е веќе пуштен во употреба, а преку него веќе се направени над 20 интервенции. Ова денеска го изјави министерот за здравство Никола Тодоров, кој беше во посета на болницата. Воедно покрај апаратот за анестезија, набавен и апарат за гастроскопија. Како што најави министерот, со овој апарат двојно ќе се зголеми бројот на дијагностички процедури. Ако досега се правеа само во текот на една недела 2 дена ваков тип на дијагностички процедури се интервенции, сега ќе може тоа да се прави секој ден. И наместо околу 500 колку што годишно се правеа вакви дијагностички процедури во општата болница Велес, ќе може да се прават 1000 во текот на годината. Што значи двојно ќе се намали времето на чекање и двојно поголем број на пациенти ќе може да добијат оваа дијагностичка процедура. Со дел од средствата кои Министерството за здравство ги заштедело од централните набавки и овозможувањето на конкурентноста со паралелниот увоз на лекови, целосно ќе се реконструира надворешниот и дел од оделенијата во болницата. Исто така, потоа ќе следи и реконструкцијата на инфективното оделение, затоа проектот е во завршна фаза, тоа се двата инфраструктурни проекти кои што ги најавивме. По завршувањето на проектот ќе се отпочне процедурата за набавка, со што ќе се избере изведувачи за ова оделение. Според директорот Атанас Василев, новонабавените апарати и модернизацијата двојно придонесуваат за поквалитетно здравство. Новата апаратура која што сме планирале да ја донесеме до крајот на болницата, која на пример новиот колоноскоп што планираме да го донесеме, севкупно ќе значи позадоволни пациенти. Со оваа реконструкција ќе биде опфатен само главниот објект на општата болница. За реконструкцијата првично беа наменети 25 милиони денари, но оваа сума е намалена на 18 милиони денари преку електронско наддавање.